Почитувани граѓани, економските и фискалните политики на владата секојдневно во пракса доживуваат неуспех и се одразуваат негативно на животниот стандард на граѓаните и ликвидноста на македонското стопанство. Последен пример за ова наше тврдење е ребалансот на буџетот за 2016 година, кој што го оценуваме како антиекономски, антиразвоен, непатриотски и должнички. Со ребалансот за 2016 година владата ја втурнува македонската економија и граѓаните во нови долгови во износ од 345 милиони евра, зголемувајќи го буџетскиот дефицит за цели 36 милиони евра или од 3,2% на 3,6% од бруто домашниот производ. Економската логика и здравите политики налагаат кога веќе ја задолжувате државата, владата, тие средства да ги искористи за капитални проекти кои што би придонеле за побрз развој на македонската економија, а тоа би значило и отворање на нови работни места. Но нашата влада очигледно е скарана со економската логика, иако го зголемува долгот преку буџетскиот дефицит, ги намалува капиталните расходи за цели 45 милиони евра и го намалува проектираниот раст на бруто домашниот производ од 4% на 2,3%. Затоа, остро се спротивставуваме на овој недомакински ребаланс на буџетот за 2016 година. И покрај тоа што владата се фали дека приливот на придонеси во буџетот за 2016 година е поголем за 5,7% и дека е зголемена вработеноста за 2,5% во првото тромесечие во однос на претходната година, таа сепак префрла нови 9,2 милиони евра ко фондот за пензијско инвалидско осигурување, продлабочувајќи го и така загрижувачкиот дефицит на фондот и доведувајќи го во прашање идното сигурно и редовно исплаќање на пензиите. Тука сакаме да го прашаме министерот за финансии, а не Центарот за комуникации на ВМРО ДПМН, бидејќи најчесто тој одговара во име на владата, како успеа буџетот за 2016 година од развоен, како што го најавуваа при неговото носење, сега со ребалансот да го сведат на буџет за редовно исплаќање на плати, пензии и социјални надоместоци, кои што на граѓаните им следат согласно закон и законските прописи. Сакаме да прашаме, зошто владата ги намалува инвестициите во железничката инфраструктура за цели 23 милиони евра, а секојдневно слушаме за големите наводни успеси во областа на железницата. Исто така, сакаме да го осудиме и да се спротивставиме на намалувањето на средствата за субвенции на земјоделците за 13,5 милиони евра, на мерките за поттикнување на вработувањето за 7 милиони евра, за намалување на средствата за изградба и реконструкција на основни и средни училишта во висина од 400.000 евра, намалувањето на средствата за изградба на водоводи и канализации во општините, како и намалувањето на паричните средства во Министерството за здравство во развојните програми кои се намалуваат за 4,5 милиони евра, при што најголемо намалување има кај изградбата на новите болници, амбулантите во руралните подрачја и имплементацијата на здравствената картичка, која што за жал граѓаните повторно ќе мора да ја плаќаат од свој џеп. На крајот, ја повикуваме владата уште еднаш јасно и транспарентно да излезе пред македонската јавност и граѓаните и да објасни дали со зголемувањето на стапката за задолжување во странство за цели 190 милиони евра, при што нејзиниот вкупен износ изнесува 500 милиони евра, се прави пат за издавање на нова еврообврзница помеѓу 300 и 500 милиони евра. Кога веќе ги задолжувате граѓаните, бидете честни, кажете им за колку и за што. Зошто ги намалувате средствата за Државната изборна комисија за цели 7 милиони евра? И на крајот, бидејќи додека го пишувавме пресод, беше донесен законот за основање на нов
универзитет Дамјан Груев, сакаме да ја прашаме владата каде во буџетот за 2016 година се планирани средства за работа на овој универзитет. Во законот стоеше дека универзитетот ќе почне да работи и да запишува студенти од учебната 2016-2017 година, а пари не се предвидени.